Државата се подготвува за враќање во Македонија на повредените од трагедијата во Кочани кои се лекуваат во странство, како што соопшти министерот за надворешни работи. Според најавите од здравствените тимови каде што се лекуваат пациентите, веќе од следната недела здравствената состојба на дел од нив ќе дозволи тие да бидат вратени дома. Процесот е обврска на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, но поради специфичноста на ситуацијата ќе биде вклучено и Министерството за здравство за пациентите да ја добијат неопходната медицинска нега за време на патувањето и откако ќе се вратат во земјава. И добиваме информации дека дел од пациентите веќе следната недела ќе бидат во здравствена состојба, која што ќе значи дека може тие да се вратат во државата. Но ние седнуваме заедно со кризниот штаб во Министерството за здравство, бидејќи иако најчесто репатриацијата е целосна обврска на Министерството за надворешни работи, сега имаме специфична состојба каде што најголем дел од лицата на кои што ќе им се врши репатриација, исклучувајќи ги тука семејствата, но тие кои што биле повредени се лица со кои што со голема веројатност ќе им треба и некоја дополнителна медицинска нега по пристигнувањето во државата. Така да ние седнуваме веќе од денес. Вкупно 116 пациенти се хоспитализирани во 14 држави, од кои за 38 повредени медицинска грижа е обезбедена преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија, кој беше активиран веднаш по несреќата. Муцунски потенцираше дека трошоците за лекувањето на пациентите се покриени од државите домакини, а македонската влада ги покрива сите трошоци за пат, сместување и логистика за семејствата. Во однос на тоа што по социјалните мрежи се појавиле повици за донации, Муцунски вели дека е природно луѓето да сакаат да помогнат, но потенцираше дека државата мисли на секој еден засегнат од трагедијата. Владата, државата ќе излезе во пресрет на сите овие луѓе. Покривањето на трошоците не дозволува тие луѓе да акумулираат никаков трошок. Однапред, ние го резервираме хотелот, ние ги купуваме авионските карти, ги информираме дека за еден мобилен телефон ќе се покријат целокупните сметки во делот на роамингот и сите трошоци што ќе ги акумулираат. Граѓаните добиваат per diem, односно условно кажано дневница, средства што им е потребно секојдневно за некои тековни трошоци што настануваат. Инаку во Србија се лекуваат 31 пациент, во Бугарија 15, во Турција и Грција по 12, во Шпанија 7, во Австрија и Унгарија по 6 пациенти, во Хрватска 5, а по 4 пациенти се згрижени во Белгија, Литванија, Италија, Словенија и Шведска. Во Полска се лекуваат 2 пациенти. Дополнително Чешка и Израел испратија медицински тимови во Македонија, а Романија, Луксембург, Норвешка и Финска обезбедија логистичка поддршка за транспортот на повредените.